Којаш млади луѓе кои што се научици, спортисти заминуваат бидејќи треба да бидат во држава кај што имаат услови да напредуваат. Но повеќето заминуваат од економски причини и од овој трул криминален систем. Нема правда овде. Овде децата на функционерите, политичарите напредуваат, нивните другарчина, елитата напредува. Овде што викаат джанк американците, тоа значи нешто како ѓубре, што не вреди ништо, напредува. Квалитет овде се уништува. Се јавува една огромна љубомора и завис. Значи, ние овде, кога те видат напредуваш, тие не може да ти опрстат, тие не може да спијат. Тие мисла, ако не си сега сонес, ако не слушаш, еве ти еден пример ќе кажем со тој Милејан Киевски, 25 годишен дечко кој што стана министер за транспорт. Што правеше, слушнаме од тие бомбите, како му се закануваше на прилепчани на други бизнисмени, како ќе ги уништи ако не слушаат. Кој е тоа копиле од 25 години станал министер да му се заканува? Значи, се изразувам со некои погрдни зборови за да дојдам за народот да свати колку сум револтиран, но поточно колку какви луѓе не водат. Вистината мора да се каже. Беше по затвори, го пуштаат, не го пуштаат и така натаму. Значи, зборот ми е, јас сакам да ти кажам дека препораката моја е на младите, прво да му посакам среќен пат, број 1, да му посакам да бидат, да работат успешни и здрави, за целта што отишле таму некои, повеќето пак отишле од економски причини, да заработат, да бидат ценети, да работат, да бидат честни граѓани на таа држава, да ја ценат, да ја поштуваат државата. Да научат одличното јазик, дали е тоа енглески, дали е германски, шведски и така натаму, кај и што се, во која држава, да работат, Турција не е битно. И еден ден, ако сакаат, да се вратат. Но никогаш не би му посакал на тие млади луѓе да ги лажам, вратете се, кај да се вратат? Во која држава да се вратат? Држава кај што владеат криминалци, кај што јавните државни институции се окупирани од најлоши политички и криминални структури, да си го доуништат животот, нека седат таму, нека работат, нека бидат стрекни и препорачувам исто, ако можат, да ни помогнат нас, на честните, на демократи, на луѓе кои што се честни, луѓе кои сакат да се занимаваат со политика и кои што ние како луѓе се бориме против ова багра што владее и сака да промени законот, бидејќи многу од овие млади луѓе кои што отишли или повозрастни, кои ќе останат 10, 15, 20 години, тие ќе земат државјанство кој и да е држава. И да се вратат тука, еден ден ако сакаат, се разбира тоа е нивна волја и желба, да му помогнат на Македонија. А можат и оттаму се разбира да помогнат. Тоа би му посакал и не сум човек кој што ќе ги манипулира и лаже младите и ќе кажува да се вратат во државата, дека е многу подобро како што го прави премиерот Мицко.